2016 година беше турбулентна и интересна и за новинарските пера. Се пишуваше за многу проблеми: аерозагадувањето, сообраќајот, проблемите во образованието, особено со тетовските гимназијалци. Но и изборите одбележаа речиси цела измината година. Уште од пролетта, кога беа првпат закажани за на 24 април, се до декември, кога и конечно се одржаа. За културата пак малку слушавме во вестите. 2016 година ја започнавме со проблемот со загадувањето на воздухот, проблем кој што продолжи во текот на целата година. Тетово има од 366 дена во 2016, бидејќи беше престапна. Имавме можеби 300 дена во годината со загадување на воздухот над дозволената граница од 50 микрограми на метар кубен PM10 честички. Проблем кој што се продолжуваше, се удвојуваја тие вредности, меѓутоа и Југокром беше затворен некаде на почетокот на ноември, а состојбата со аерозагаденоста остана. Проблем беше и паркирањето во Тетово. Работевме многу на оваа тема. Бројни прилози се направени за тоа како граѓаните се снаоѓаат да ги паркираат своите возила. Многу проблеми се отворија, но од општината велат и последната изјава од таму е дека во централното градско подрачје, онаму каде што се зоните А и Б, состојбата е средена, регулиран е паркинг просторот, меѓутоа оние кои што живеат на улиците, булеварите Маршал Тито и останатите булевари во централното градско подрачје остануваат без регулирано место за паркирање. Говоревме за образованието, Тетовската гимназија Кирил Пејчиновиќ и натаму без простор за учениците македонци. Се изнајде некое решение, но сепак и тоа е уште преодно. Протестираа учениците македонци, обезбедија простор во општинската сала, работеа со некои скратени часови, ако може да се говори за настава во такви услови, а последниот месец работат една смена во старата медицинска зграда, односно некогашната или првата гимназија во Тетово. Се надеваме дека со стартот на второто полугодие ќе се реши овој проблем, а ние и натаму ќе работиме како новинари на овие теми. И она што се провлекуваше целата година, значи од февруари, кога се најавија избори на 24 април, влеговме во некоја предизборна еуфорија, предизборна кампања, бројни теми направивме за тоа како ќе се спроведат изборите на 24 април, се пролонгираа за јуни, почнавме да се подготвуваме за јуни, за конечно во декември да го завршиме тој изборен процес од предвремените парламентарни избори. Многу работа, истражувања, пишувања ги очекуваат новинарите и следните 365 дена. Изборната еуфорија и годинава нема да не одмине. Не очекуваат локални избори. Она што најмногу ќе не окупира и во 2017, бидејќи е изборна година, не очекуваат локалните избори. Повторно некаде од почетокот на оваа 2017 година ќе говориме за изборите и предизборната кампања за локалните избори 2017. Се надевам дека ќе имаме многу повеќе теми кои што ќе бидат позитивни, во кои што ќе информираме за убави нешта, многу повеќе ќе говориме за културата, затоа што во 2016 навистина имавме многу малку активности на овој план. Се надевам дека тетовските гимназијалци од македонска настава конечно ќе го надминат проблемот со недостиг на простор и се надевам дека наместо теми од социјалата и економските проблеми ќе имаме повеќе теми за успешни проекти, за успешни активности во полето на економијата и отворање на нови производни капацитети во кои што ќе се вработуваат уште повеќе граѓани, оние невработените, а и оние кои се вработени можеби ќе најдат некое ново работно место што ќе биде соодветно на нивните квалификации. Со нови сили, новинарите продолжуваат и годинава да пишуваат и критикуваат, се во интерес на решавање на проблемите кои го отежнуваат секојдневието во било која област.